некако ова има и две почетни точки. Жената секогаш била представувана да импресионира, а не како муза. Како муза, како да. инспирација. А всушност воопшто не е така. На жената се случуваат страшно, што веќе збориме на оваа тема, страшни работи кои што ретко кои се ограбрува да збори и да твори на вакви теми. И во периодот кога го почнав целиот овој процес, јас прво не се чувствував воопшто добро, поминував низ многу непријатни чувства, низ еден период што навистина го остава накажат себе. И мислев дека тоа нема да се примети толку на сликите, но потоа како отворев и некако почна да ми се поврзуваат многу онака како цела сложувалка. Почнав да запознавам многу интересни луѓе кои што поминале низ различни травми и нив да ги поврзувам во моите дела. Некои со тоа што ги го представав својот лик, играв со својот портрет, но бев катализатор на тие емоции да ги представам тие чувства они низ кои што поминувале. Ама и бивајќи катализатор или медиум за туѓата болка, всушност авторката има потреба од некаква емоционална лична седалка да го процеди тоа туѓо искуство или да го пренесе онака автентично. И навистина, некои од жените кои го променија светот беа космонаутки, да речеме. Некои напишаа прекрасни романи, некои се бореа против страшни репресивни системи, некои оставија научни трудови, дадоа голем придонес во светската наука, некои се зборија за правото да возат, некаде се уште немаат жените право да возат, например. Некои менуваа закони за абортус, некои се зборија за правото за глас. Моето прашање за вас, Мартина, е дали верувате дека уметноста, ангажираната уметност има моќ да го менува светот? Апсолутно да. Да? Апсолутно, веќе тоа е таков медиум што влијае на сите, свесно или несвесно влијае, веќе ние сега сме целосно обкружени со секакви визуелни информации. Да. Така уметноста, веќе јас се бавам со визуелен медиум, така дефинитивно го сметам како моќен медиум да промени многу животи, да влијае на многу луѓе, да го менува светот и да го прави подобро место за живење.